се наоѓа во јужниот дел од нашата татковина. Април е. Сонцето насекаде ги прска своите златни зраци. Расцветаните дрвја ја носат белината на пролетта. Опојниот мирис на цветовите се шири во секое срце. И ова пролетно утро е полно со убавини и радости. Јас отидов со татко ми во стаклениот град. Така ги викаме оранжериите во моето место. Нивниот блесок од сонцето го гледам од нашиот дом. 7 е часот. Пристигнуваат работници и работнички од сите страни. Тој изгледа како голема фабрика. Едните раце го почнуваат работниот ден. Тие брзаат, плеват, копат, ги врзуваат, а водата тече низ редовите, ги напојува коренчињата, зелените лисја се полни со сребрена роса. Црвениот плод како сонце се жари. Вредните раце на работниците ги китат и редат во гајби, а место нив се раѓаат нови цветчиња, зелени плодови, а потоа од сонцето стануваат црвени како жар. Тогаш се црвени стрели. Колку е убаво овде! Другарчиња, здраво! На почетокот од денешнава емисија ја чувте композицијата Македонско девојче и еднорово изведба на ученичкиот прво оделение од училиштето Петар Мусе во Богданци. А сега повелете со нас во Тито Велес, меѓу децата од училиштето Трајко Андреев. Најпрвен ќе ви представиме 3 нивни секции: драмската, физкултурната и ликовната. Меѓу другите прилози во емисијава со своји изведби учествуваат младите музичари од овие две училишта. Тито Велес, катче на ликовните уметници, артисти и физкултурци. Ликовните уметници од ова училиште се многобројни и талентирани. Тие создаваат со четка и бој, со обликување на гипс и дрво, ткајат таписерии, редат камчиња во прекрасни мозаици. Инспирација им е тој мал и истовремено огромен детски свет од желби, интересирања, фантазија. Со едноставни линии и форми децата умеат да соопштат дека сакаат мир и сончевина, да го доловат топлиот пејсаж на родното подневје, да ги овековачат на белата хартија ликовите на своите најблиски. Овие деца уметници. Нивните дела ги красат зидовите и витрините на училиштето. Остануваат тука за да им биде побава околината на идните генерации. Еве ги и пред вас, драги најмлади гледачи. Уверете се и самите во нивната убавина и порака. Не чудете се. Не се тоа пречки во тонот. Едноставно, ги снимивме малите артисти со нема камера. За време на едно проба од пиеската Милка, што моментно ја подготвуваат. Пробаат и на сцената и веројатно имаат малку трема пред настапот пред публика. Храбро! И ви пожелуваме многу аплаузи. Збор. Физкултурните справи без вашите развиорени тела се осамени и тажни. Затоа да вежбаме сите и многу. Вежбањето е здравје и животна радост. Некои вежби се посложени, бараат храброст и концентрација, но вие со вашата младост и полет сигурни сме ќе ги совладате.
А сега право на час. На еден голем час посветен на соседната земја Унгарија. И наречен Унгарија во нашите очи. Тој необичен час се одржа на 7 и 8 овој месец во просториите на Скопското основно училиште Доситеј Обрадовиќ. Часот имаше пред се образовен и забавен карактер. Учениците претходно се беа подготвиле учејќи разни податоци за Унгарија. И малите музичари и играорци се потрудиле да навлезат во музичките тајни на унгарскиот народен мелос. Беше организирана изложба посветена на нашиот сосед. Филмовите што по тој повод беа прожектирани, придонесоа присутната публика впечатливо да се запознае со повеќе места на Унгарија. Меѓу децата посетители беа присутни и гости од унгарската амбасада. Тие беа одушевени од знаењата на учениците и воопшто од целиот час, кој беше квалитетен и допадлив. Беше одржан и квиз надпревар за Унгарија, нејзината историја и сегашност. Учениците од училиштето Доситеј Обрадовиќ ги победија своите другарчиња од училиштето Рајко Жинзифов. Сепак, поради високиот степен на знаења, и обете екипи беа наградени. Награда 15-дневно летување на брегот на едно езеро во Унгарија. Честитаме! И до летоска пријатен одмор! Kukorica, nem hacica, csak a pica volt, aki a tejföld megette. Supa, köntő, supa van, még légy a faluba, leszeretett íz is, hegyette. Ica, kukorica, nem hacica, csak a pica volt, aki a tejföld megette. Hely, legények, rakd be azt, hogy ne tudjátok, hogy a léjány mind csalva. A legény csak titeket is csalogatja, a szőke is a barna. Спомениците на културата ги посетуваме или сами, или организирано, колективно. Меѓутоа, ние не можеме секаде да стигнеме, да посетиме се. Затоа го поканивме доктор Коце Балабанов, виш научен соработник, да не запознае со нашите споменици на културата, да ни објасни нешто повеќе од она што сме го слушнале или прочитале. Во минатата емисија ви го прикажав делото на зографот митрополит Јован. Во оваа емисија ќе се задржиме пак во галеријата на Даут Пашин Амам во Скопје, каде што ќе го прикажиме делото на неговиот роден брат, макар е монах, зограф, кој што работи нешто подоцна од митрополитот Јован Зограф, и досега со сигурност се знае дека ја изработил оваа икона на која што се наоѓа и неговиот подпис. Иконата Богородица Пелагонитиса е работена во 1422 година, а према податоците што се изнесени во литературата, Макарија Зограф изгледа работел и во Охридско, затоа што има индикации дека постои една негова икона, и во средновековна Србија, веројатно во манастирот Љубостиња. Богородица Пелагонитиса е едно од најзначајните дела на средновековните зографи кај нас. Називот го добила секако по
равнината Пелагонија, затоа што манастирот за кој што оваа икона е изработена се наоѓа на крајот од Пелагониската рамнина. Тоа е манастирот Зрзе, во кој што се наоѓаше и претходната икона, иконата што ја разгледувавме во минатата емисија. Богородица Пелагонитиса во рацете го држи малиот Христос, дете кое што несташно се свртело во раците на мајката, Богородица во овој случај, и со грб ја свртено кон гледачот. Така, имаме една многу интересна поза, една карактеристична поза на оваа Богородица Пелагонитиса. Цртежот покажува рака на вешт зограф, кој што ги совладал сите тајни на зографскиот занает, на еден зограф кој што со голема љубов пристапува кон решавањето на ликовите, кој што внимава на секој детал и кој што колористички е така обојува површината да имаме впечаток на еден случај земен од наративниот живот. Морам да ви кажам дека иконата беше во многу лоша состојба и дека таа е исчистена и денес ние имаме една икона од која што е симнат потемнетиот лак и имаме добиено еден фон кој што е златен и еден болус на лицето на Богородица, работен во светол окер, а моделиран со црвена окер боја и завршен во осветлените места со бели линијици кои што го потенцираат пластиката на ова икона, на лицата на оваа икона. Макар и е зограф, секако работејќи ја иконата, мислел да остави што е возможно подобар впечаток на гледачите, затоа сликајќи го ја драперијата на облеката на Христа, направил неколку и извел орнаменти кои што го ја оживуваат оваа материја. И оваа икона, како и претходната, беше еден од најзначајните експонати на изложбите во Париз, во Токио и во Кјото и е влезена скоро во сите дела кои што третираат прашања од средновековната македонска уметност. Мислам дека ова дело би требало да се види. Тоа се наоѓа лево кога ќе се влезе во просторијата на ова мала галерија сместена во Даут Пашиниот амам. Затоа, кога ќе ја посетите галеријата, не заборавајте. Од десната страна се наоѓа делото на митрополит Јован Зограф, тоа е Исус Христос, а од левата страна Богородица Пелагонитиса. Секако, погледајте ги овие две ремек дела на македонската средновековна уметност. Zbog
Jaz go gledam, mila majko, kako vodi brigadi od Crnogorci, Hrvati, Makedonci. Brigadi od Crnogorci, Hrvati, Makedonci. Jaz go slušam, kako veli, napred Srbi, Slovenci, napred Zidem, družna borba protiv našte krvnici. Napred Zidem, družna borba protiv našte krvnici. Патуваме со помош на филмската камера. Така ја нарековме нашата редовна рубрика, што и денес ќе ви покаже што се случува овде и таму во светот. Во повеќе американски сојузни држави избрани се околу 250 професионални музички групи, кои ја спроведуваат образовната програма наречена Млада публика. Ова е 8-годишното училиште во градот Болинг Грин, во државата Охајо, а квартетот од универзитетот од овој град, четворица талентирани професионални музичари, ги обучуваат учениците од ова училиште. Низ оваа програма младите всушност треба да станат активни учесници на музичкиот настан. Им се поставуваат прашања што ги тераат да слушаат, да размислуваат и на тој начин лично да откриваат музиката. Музичарите ги вовлекуваат децата во активности, што личат на игри, но всушност се извонредни методи за учење. Овде едно девојче е покането да диригира со квартетот. За мушне кратко време младиот диригент и нејзините слушатели добиваат чувство и за музиката и за физичките аспекти на приредбата. На овој начин музиката се доближува до децата. Таа станува јасна за нив. Тие за прв пат ги земаат инструментите во своите раце и се обидуваат и самите да свират. Уметниците за оваа програма беа внимателно избрани, не само заради своите музички способности, туку и според афинитетот да им се доближат на децата. Violin now. Okay, hold up your chin. There. Okay, now hold by here. I'll finger it for you, okay? Very good, very good. Деца од 16 земји се собра во Париз на традиционалниот годишен надпревар во познавање на сообраќајните правила и прописи, што го организира Меѓународното здружение за безбедност на патиштата. Секоја година на најдобрите екипи им се доделуваат награди. Екипите се составени од 4 деца помлади од 15 години, од по еден сообраќаен милиционер и по еден делегат на Здруженијето за безбедност на сообраќајот. За надпреварот беше подготвен посебен терен, а децата настојуваа што подобро во пракса да го применат она за што претходно се подготвуваа. Покрај практичното возење, тие мораа да одговараат и на неколку теоретски прашања. Овој надпревар за прв пат се одржа во Франција 1963 година, а потоа секоја година се држи во друга земја. Во оваа година надпреварот ќе се одржи во Тунис.
Артур Шервуд е професор на машинскиот факултет на Универзитетот во Сиднеј. Но кога предавањата ќе завршат, во слободните часови професорот Шервуд исклучиво и се посветува на својата голема пасија, на минијатурните возови. Тој сам ги направил сите своји локомотиви и вагони, вклучувајќи го и овој примерок, минијатурната парна локомотива. Таа е помала од кутија кибрид, но представува верна копија на старите американски парни локомотиви. Професорот изработува модели на возови уште од своето детство, а во неговиот дом во Сиднеј секој ден може да се слушне брчење на минијатурните возови, по исто така минијатурните шини. Професорот Шервуд речиси секогаш истовремено работи на понеколку типови локомотиви. Тие се секогаш копии на разни локомотиви што денес или некогаш се употребувале во светот. Можеби неговото најуспешно дело е електричната локомотива, која е толку малечка што некои незини делови се невидливи со голо око. Тоа е копија која некогаш се употребуваше на големата северна линија во Британија. Професорот мора сам да ги прави сите делови за своите возови, бидејќи толку мали делови никаде не се произведуваат. Тој вели дека за некои од неговите помали модели се потребни дури и по 2000 часови за да се завршат. Во малото британско место Апледор неодамна беше пуштен во морето еден за денешни прилики на вистина чуден брод. Тој е всушност копија на бродот со кој прочуениот британски морепловец Сер Франсис Дрейк го обиколуваше светот меѓу 1557 и 1580 година. Како и оригиналниот брод, и овој новиот тежи 100 тони, а исто така е опремен и со 20 топови. За разлика од современите нови бродови, кои свесчено се пуштаат во морето со кршење на шише шампањ, овој, како и во старите времиња, беше пуштен во морето со кршење шише со медовина, пијалок што се прави од мед. Стотици луѓе, жени и деца го следе овој настан, а поголем број маличанци се собраа во близината на бродот. Кога сосема ќе биде завршен овој брод, ќе биде изложен во пристаништето Плимут, родното место на прочуениот морепловец. Во септември бродот ќе замине за Сан Франциско, каде што исто така ќе биде прикажан. Малото приморско место Апледор во последниве години стана прочуено во светот, по вештите мајстори кои прават верни копии на старите бродови. Тоа е крај на денешнава емисија. Телевизиската екипа што ја подготви оваа емисија е составена од повеќе имиња. Тоа се Розета Рајчич, Бранко Евтимовски, Васил Василевски, Виктор Ивановски, Ема Даниловска, Петре Митев, Виолета Којунџиска и Велко Неделковски. Довидување по 15 дена.